Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Дали сте се запрашале како немладите комуницираат пред да научат да зборуваат или како се менува нивната комуникација со растот? Кои се тајните на детскиот говор и на кој начин да се поттикне комуникацијата кај немладите? Ќе прашаме Слаѓана Трајкова, мастер логопед, дефектолог. Елена Бубало-Михајловска е фитнес тренер и мајка на 3 деца, која и во текот на бременоста практикуваше тренинзи со тегови. Таа ќе сподели како физичката активност влијаела на незината бременост. Ќе упати корисни совети до жените кои сакаат да останат активни за време на бременост и после породувањето. Таа го има одговорот и на прашањето како да се нормализира телесната тежина во првите месеци од мајчинството. Имаме 2 интересни разговора кои што ќе следат веднаш по блокот реклами. Затоа останете на Телма. Од трудничко стомача до стомачни. За моќта на активната бременост и вежбањето после породувањето денеска зборуваме со Елена Бубало-Михајловска, личен и групен тренер, мајка на 3 деца. Елена, добре ни дојде во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Третото дете го родивте пред точно 2 месеца. Точно 2 месеца и 1 ден. Колку се, на кој возраст се поголемите? 8, 5, скоро 5 и сега третото бебче. Велат едно дете кон едно, 2 ко 100, а 3? Како циркус. Така сум го слушнала, не. Мислам дека после едно, веќе дали се 2, 3 или 4, заедницата кога расте, мотивацијата дома и обврските и нашиот некако мозок се нели во мајчинството кога се претвара и во фамилиарниот момент и домување, можда и индивидуална појава, но е едноставно само уживање. Само уживање. Така, велат дека родителите после второто дете ја губат илузијата за совршенство и тогаш всушност се опуштаат и почнуваат вистински да уживаат во родителството. Ева сега можеби тоа го потврдивте. Па можда би после третото јас би го кажала, никако нели нашиот систем и тоа 2 деца е некако да кажам протнато низ дека е тоа супер доволно, па нели тешко е да се премине на трето и слично. Меѓутоа кај мене на пример промената можда најголема е сега настана. После третото дете како седа е целокупно, како сега не знам, да се рече и четврто, и пето, и шесто, веќе се не ми пречи толку и не ме фаќа ни страф, ни ништо. Можда некогаш ние сме заробени само во системот, во тоа што ни е наложено и тоа што го слушаме и тоа што го гледаме, без самите себе да се слушаме. Што сакаме, зашто не бидува, зашто не бидува, ние не сме сите исти, немаме ист животен стил и на тоа не треба да се осудуваме меѓу нас, нели нормално. И мојата промена, за тоа што го кажа, конкретно настана, мислам дека сега, после третото дете. Наспана сте? Па не можам да се пожалам. Да, не можам да се пожалам. Супер. Да, некако можда и познати се работите, мада нели, секој дете си е своја приказна, ама од првото до сега има разлика, затоа што нормално и природно е да сме подготвени за одредени работи кои што претходно сме се. Секогаш има, секој дете си се раѓа со свој карактер, тоа сите добро го знаеме, меѓутоа па има работи кои што и нас мајчинството не научило, па можда малце похрабрите, некој ред да се направи, нешто е полесно, а и обврските не дозволуваат да нема ред сега дома. Сакале нејкеле, чекаат уште 2 деца, чека бизнисот, чека работата и мора да имам некако поголем ред и тоа се спонтано и природно, без нешто многу да се оптеретувам, меѓутоа само си доаѓа. Со обврските некои работи сами си доаѓаат. Некои тоа го пишуваат како контролиран хаос. Па може да се каже, да. И да, контролиран хаос. Па да, добро звучи, ама не дека толку го контролираме, него го наложуваат условите во кои што сме, а приоритетите си ги редиме за кои за што ни се по дома. Инаку за време на бременоста вежбавте интензивно. Да. Требавте тегови, можевме да видиме на Инстаграм. Да. Како влијаеше интензивната физичка активност врз бременоста? Интензивноста е многу индивидуална работа. За некого интензивно денес како пешачи, за некого интензивно ако трча, ако се качи на водно. Све зависи од нашето тело физички колку е подготвено претходно. И можеме да ги видиме. И сега на пример ова за мене не е интензивно. Може да изгледа за вас интензивно затоа што не сте го правеле. Јас интензивноста на тренинзите од тоа што го правам редовно, затоа што ова го правам веќе 14 години, ја намалив
па можда 40% ми е намалена во однос, нели како вежбам во бременоста во однос на претходно, но за сите тие што не вежбале, што се надвор од сала, што не се физички активни и што не го прават овој спорт, пошто секој спорт си има своја тежина и не го разбираат, прво што ќе кажете дека е многу интензивно. Интензивно е релативна работа и е многу индивидуална за секого. Кревавте тегови, повторно ќе го нагласам тоа. Еве го. Советуваат во бременоста да не се практикува кревање на тежок товар. Но можеме да видиме дека сепак тоа зависи од подготвеноста на организмот. Да, значи тука мускулите креваат повеќе тежина него јас, а јас ја кревам со потребувајќи техниката што сум ја научила во моето долгогодишно искуство со тренинзите. Никогаш ништо ни една бремена жена верувам дека не сака да му наштети на својот плод, ниту нешто би направила доколку не е консултирана со својот специјалист гинеколог, акушер нормално во кој што е во постојана комуникација и знае секогаш предходат прегледи, утврдување на бременост, утврдување на состојбата на трудницата, па после тоа се заклучува што би направиле, што не. Тегот сам по себе нема да предизвика ништо доколку е правилно кренат, нели? Ке предизвика можда воспалување на мускулите и слично, меѓутоа се е тоа во граници каде што телото може да го направи и е безбедно и нема никаква врска со плодот. Дали физичката активност направи да се чувствувате поподготвена за породувањето? Подготвена физички, вака, и тоа е еден, да кажам, сите очекуваат дека доколку вежбаме за време на бременоста, дека ќе имаме лесно породување. Тоа нема апсолутно никаква врска со породувањето. Физичката активност, за да јас останам физички активна во бременоста, како што сум и претходно, како што и некој треба да движи, да пешачи, да трча, секој се занимава со одреден или не се занимава, нели, со никаков спорт. Очекувањата се да се помине полесно бременоста. Значи да се намали анксиозноста, нервозата, телото да биде поспремно за предизвиците што не чекаат после породувањето. Ние зборуваме дека со самиот тренинг, самата физичка активност ја олеснуваме бременоста како физички, затоа што сме поспремни, плодот тежи, па грбот не болевен или некои пластични работи што би ги кажала. Од друга страна па и накачувањето на телесната маса може малце повеќе да се исконтролира, затоа што тоа е период кога се опуштаме до некаде е здраво, меѓутоа мора да бидеме фер и искрени да кажеме дека не во секоја граница се тоа е нормално, здраво и за плодот и за мајката. Мора да го скокнеме породувањето како чин. Не е ништо поврзан со време, нели, со вежбањето за бременоста, меѓутоа самото вежбање во бременоста многу полесно помага во постпородилниот период, кој што впрочем знае да биде многу потежок од самата бременост. Враќањето на телото назад, на мозг, на умот, на хормоните, кои што настанува една огромна хаварија во нашето тело, што физички, така и психички. И целото вежбање мене, па верувам и на останатите, им помага полесно да се вратат подоцна назад во форма. Еве, ако е за така, јас сум со два спонтани, еден царски, може да кажам дека сега и најмногу сум вежбала, затоа што бев и многу попсихички подготвена, знаев што правам, веќе и гинеколозите многу не поддржуваат на сето тоа, значи самата тоа умствено бев послободена, во сала имаме премногу бремени жени што ги вежбам и сето тоа некако оваа бременост буквално уживав во вежбањето, ама ето тоа не значеше дека но не заврши онака како што очекувавте. Очекувањата ни се на сите различни, меѓутоа не е поврзано и не треба да се поврзува. Многу често како вежбаш ќе го плукнеш, нема тоа никаква врска, пораѓајот е друг чин и не е ни наша работа која што нели јас сега како нестручна во однос на тоа би ја коментирала, меѓутоа вежбањето има многу поголемо значење во однос на нашата физичка и психичка подготвеност да се носиме во постпородилниот период со бебето. Еден прост пример, транспортерот, количката и се, доколку сме сами да можам полесно да ги поместам, да не треба да сум зависна од некој, нели? Тоа е повторно една физичка подготвеност. Нека треба да се креваат со тоа килажи, меѓутоа дека едноставно ни помага во секојдневието, затоа што ни станува потешко, особено првиот период. Има бројни митови поврзани со вежбањето, еве можеме да ги погледнеме најчистите, вие да искоментирате што вас ви представуваше дилема, секако дека сте се сретнале со ставот дека бременоста е време кога треба да одмарате цел ден. Значи можеме да ги видиме на видеот зидот најчистите митови поврзани со бременоста. Вели вака, не треба да се вежба во текот на бременоста, вежбањето може да предизвика спонтан абортус, не треба да правите вежби
со тегови и да подигате тежини. Потоа, доколку не сте вежбале пред бременоста, не треба да почнувате со вежби сега. Значи можеме да го видиме тоите лоб за најчестите митови. Сега, што сето ова вас ви представуваше дилема? И дали може би за нешто од сето ова се консултиравте и со некој стручна лице? Вака. Значи, на оваа тема постојано јас се едуцирам, имам поддршка и од физиотерапевтите, морам да ги кажам, од акушерите и од специјалистите гинеколози, меѓутоа нормално и од нас како едуцирани тренери кои што и ние нешто учиме за телото, за мускулатурата и за здравието на луѓето како одговорни кога го правиме сето тоа. А да почнем од првото, дека овие сите за мене лично не биле никогаш и не ми ни доаѓале на памет, морам да кажам, затоа што ние не се сведуваме на митови, се сведуваме на наука и на докази, или има докази и наука, или нема, затоа што нема, се уште се истражува и го зборуваме, сето тоа се работи, на тоа се даваат предлози, меѓутоа има работи кои што веќе за време на бременоста што се на испитаници направени е докажано дека дури само позитивно влијаат. Дека не треба да се вежба во текот на бременоста е, мислам, неточно. Неточно, апсолутно неточно, како и се друго што правиме, знаете, секогаш никој нема да каже што не треба да јадеме за време на бременоста и што е штетно за тоа што го внесуваме во нашиот организам. Сите оние токсини, сите тие прекомерни шеќери, сето тоа пушењето, сето тоа што ќе го внесеме преку нашето тело, е прештетно за нашиот организам, а ние ќе се фатиме за тренингот и за вежбањето како физичка активност, вежбањето за време на бременост, доколку бременоста е уредна и доколку претходно се консултираме со нашиот специјалист гинеколог, знаеме кој тренер вежбаме, кој што е обучен за како да не вежба, што смееме, што не смееме да правиме за време на бременоста, не само што е безбедно, туку е апсолутно и се препорачува, пожелно е точно за да имаме полесна бременост и полесно закрепнување после породувањето. Так, сега кога доаѓаат жените кај вас, трудниците да вежбаат, обично какви дилеми имаат? Ве прашуваат ли што смеам, што не смеам да вежбам? Апсолутно, да. Они прво доаѓаат затоа што имаат довербата. Веќе се знаеме кој за тоа држи, не држи часови, дали знаеме и слично. Прво нодат, нели, нормално, прво ми информираат најчесто дека останале бремени, дали ќе прекинат со тренинг и се дека не поминат оние регуларни првични прегледи, па после тоа правиме средба, правиме еден прашалник да видиме во каква состојба, затоа што е се многу индивидуално, што правеле пред бременоста, каква физичка активност правеле, не правеле, што ни е препорачено и првото прашање е точно што смеам да правам, што не смеам да правам, меѓутоа има тоа, не се кажува вака да се објасни што треба, што не треба да се прави, меѓутоа има вежби кои што смееме да ги правиме, кои што не смееме да ги правиме. И пак ја напоменам дека постпородилниот период е пострашна, што не смее да се прави, него за време на бременоста. Да. Дали е sejedno како ќе се породи жената, дали спонтано или пак со царски рез, за да продолжи со тренинзите после породувањето? Породувањето важно е, нормално, затоа што тука веќе имаме рана и апсолутно бара повеќе прегледи и многу поголемо внимавање. Меѓутоа, тоа што се случува со абдоминалната мускулатура, тоа што се случува со карличното дно, го внимаваме без разлика дали породувањето е спонтано или е со царски рез. Тоа се главните упатства кои што ние ги учиме и кои што после породувањето треба поврзано со дишењата, со одредени вежби кои што задолжително без разлика еве. Јас лично се чувствувам многу спремна сега и подготвена дека можам да се вратам со полн капацитет на тренинзите кои што сум ги правила. Меѓутоа сум свесна што се случило со мускулатурата, со внатрешните органи кај мене и знам дека не смеам тоа да го правам. Значи, има посебни, молам, спонтано треба постепено? Не е само постепено, него има прво вежби кои што се прават, се прилагодуваат за зајакнување на карличното дно, за зајакнување на абдоминалната мускулатура, меѓутоа исто освен со зајакнување, него се и безбедни и препорачливи да се прават, многу се поврзани со дишење. И во тој тренинг ние воведуваме и нешто ете како некој чуч, како некој склек, како некој прес со рацете, каде што нели не би бил монотон за клиентот. А колку време после породувањето може да се започне со сето ова? Првиот преглед на породената жена, да кажам, нели, обично после 6 до 8 недели. До тогаш апсолутно ние без проверка и без да си ја знаеме собствената состојба, не би требало да започнеме да вежбаме. Има држави и има сојузи каде што тоа го дозволуваат. Во моментов кај нас тоа генерално никој не би го препорачал и ние се заштитуваме себе си, ние го правиме. После тој преглед
се знае. Обично одат после 6 до 8 недели на првиот гинеколошки, да го кажем, преглед, нели? И од таму веќе имаме некоја си првична состојба, во каква состојба е нашето тело, дали на нешто повеќе да внимаваме, дали е забрането, дали смееме да почнеме, во каква состојба е телото, и според тоа, затоа пак ќе кажам многу индивидуално. Јас само може да кажам ова сме, ова не сме, ама не се тоа важи за секоја жена. Така. Ама после 6 до 8 недели генерално, ако се било во ред, најчесто сите почнуваат со тренинг, меѓутоа многу прилагоден тренинг. Пак ќе кажам, толку успорено сето тоа и внимателно, што не се споредува со вежбањето пред и за време на бременост. Има ли вежби кои што може да помогнат, кој не проблем што се јавува и е наречен диастаза кај жените што се породиле? Има и генерално и секогаш препорачувам дека тоа прво треба да се направи со едуцирани физиотерапевти. Да, значи никогаш се меша нашата работа. Поврзани сме со мускули, со вежбање и слично, меѓутоа тоа бара индивидуален пристап. Можеме и ние да го направиме. Еве, јас лично работам и со групи. Јас пробувам тоа да го направам, па да измериме, да видиме каква состојба е дојдена со тие вежби, што ќе ги дадеме после месец дена што се случило, дали имаме прогрес, немаме прогрес, и се тоа е многу индивидуална работа. Јас секогаш препорачувам преглед, па после се отиде кај физиотерапевт, каде што ќе ја провери состојбата. Зборам исто обучен кој што знае сето тоа да го прави. Кад имаме ние, па даваат вежби соодветни кои што се поврзани со дишење, се прават. На физиотерапевт даваат препорака дома што да се прави, и со тие вклучени во мојот тренинг, ние може да имаме фантастичен резултат. Меѓутоа и тоа е индивидуална работа. Какава е диастазата, после кое дете, колку години предходно што сме правеле, од што е настаната. А има ли некои универзални вежби за губење на телесната тежина после породувањето? Вежби за враќање на линијата? Вежби нема. Ниједна вежба, ниједно активирање на некој мускул нема да предизвика ние да ослабеме. Слабењето е поврзано со вишок на телесни масти од нашето тело, се средуваат со внимавање на исхрана и нормално пропратено додатно со физичка активност која што ќе помогне во метаболизмот, ќе помогне да се направи мускулна маса, па таа мускулна маса што имаме на нас ќе помогне повеќе калории да се трошат од нашето тело. Генерално губењето на телесни не треба да го брзаме прво и основно после бременост, тоа не треба да ни биде фокус, треба да ни биде да останеме здрави, присебни, психички тука присутни за нашето дете, меѓутоа па и не да не се грижиме за нас. Тоа значи дека може да одвоиме 30 на минути, барем секој втор ден, за физичка активност и дека ние сепак готвиме, јадеме и слично, и дека важно е што ќе внесеме во нашето тело. Дали физичката активност ви помага да го зачувате менталното здравје и да ја добиете потребната дневна енергија со оглед на тоа дека сте мајка на 3 деца? Се ослободувате ли од стресот на таков начин? Се чувствувате ли попозитивно? Ако се потсетам на еден муабет пред крајот на бременоста, некаде 7-8 веќе, кога така малку се менува и колку и да сме јаки, и дека синот и сопругот ми кажа: "А ти изгледа денеска не си вежбала." Дека сум била понервозна, викам: "Да, стварно, па можеш, вика, јас ќе останам со децата, ти можеш слободно да отидеш ако сакаш и да извежбаш и ова се да излезе од тебе." Индивидуални сме, сите наоѓаме на некако филтер и јас некад ми е жал што луѓето мислат дека нели само вежбањето го спорува. Мене тоа ми е работа и ние за тоа зборуваме дека вежбањето е еден од факторите. Има многу фактори кои што една жена, мајка во тој период ќе си најде филтер каде што нели ќе се наполни со позитивна енергија, односно каде што ќе испразни својата негативна енергија. Може тоа да е читање книга, може тоа да е пешачење, може да е тоа само седење во природа. Меѓутоа вежбањето и физичката активност е нешто што ние задолжително треба да ги правиме, да не се лажеме, колку и да немаме време, колку и да го гледаме тоа само како луксус, и помага премногу психички да сме самото лачење на убави хормони во нашето тело и слично, дека нешто сме направиле за себе, па само одење на тренинг тој ден ни прави некоја поголема организираност, па криво нешто ќе јадеме, па повеќе внимаваме. Тој е еден верижен процес, еден циклус, еден круг, кога влегуваш во тој потешко ти е да излезеш. Ти станува секојдневие и некако си во него и помага. А децата сакаат со вас да влегуваат во сала и да учествуваат на тренинзите? Може да бидат забавни тренинзите со деца? Да, значи може. Има денови кога не можеме тоа да ми го возможиме, кога сме само на работа, едноставно мора да се таму. Сега среќа, таква не работат, они се изложени таму и нив им е многу тоа посекојдневно и полесно да го направат. Гледаме и инсистираме тоа да бидат вежбање кај други тренери, некој што ќе го смени авторитетот, што нема да сме тоа ние, меѓутоа нормално дека
ја користам работата да бидат повеќе физички активни и да ги инволвирам во целиот тој процес. Не сакаат двајцата исто, значи машкото сака поголемото многу повеќе и повеќе го предизвикува. Зои можам да кажам дека на почетокот воопшто не сакаше, сега веќе самото тоа е природно е, го гледа, го прави и нема никаков притисок од наша страна дека тоа мора да биде така. Ама тоа е за секој родител, не мора да е сала, може да е ако возиме заедно велосипед и ако гледам дека тато вози велосипед и јас ке сакам да возам велосипед. Тоа е за било која физичка активност. Ние сме пример, не може да не сакаат кога не гледаат што правиме заедно. И моето последно прашање што би им советувале на трудниците, но и жените кои што се породени, кои што сакаат да бидат физички активни, до сега не биле, од каде да почнат? Мора да се почне полека и мојата препорака е секогаш да се почне со тренер. Никогаш не може, има луѓе што никогаш не биле физички активни, па сакаат да почнат за време на бременоста, нема зошто да не смеа да почнат. Да, може да стравот е поголем, меѓутоа ако вие сте кај тренер кој што го разбира сето тоа, нема зошто, има таму процедура како сето тоа се почнува и како се прави. Тоа нема посебни чекори што можеме да кажам сега ќе правиш ова, сега ќе правиш она, него едноставно мора да се дојде на тренинг, да се земе индивидуален еден прашалник, да видиме во каква состојба е и да се почне нормално полека, без фрустрации да има и многу е важно секој ден тренинг кога се почнува со тренинзи, жената да не е превоспалена, да не се премногу извежба сето тоа, затоа што на крајот од денот ние вежбаме за да функционираме и да не биде убаво. После тоа не да бидеме истрошени и никак после тоа да не дојдеме на тренинг. Да, тоа меѓутоа тоа е нашата методологија и мора да го направиме во сала. Многу важен пристапот во тие моменти. Елена, благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека вашата приказна ќе биде мотивирачка за многу жени да тргнат по патот на физичката активност, бидејќи таа е здравје и за себе и за целото семејство. И благодарам на поканата, јас уживав и се надевам дека нели еден ден да смениме некој да сака да биде физички активен, ние сме направиле многу за нашето општество. Така е. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани останете на Телма, во продолжение на емисијата ќе зборуваме за развојот на комуникацијата кај децата. Навистина, корисни совети и препораки ќе даде нашата следна гостинка. Како се развиваат комуникацијските вештини кај децата? Ќе ја запрашаме денешната гостинка Сладжана Трајкова, мастер логопед, дефектолог од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, јавна здравствена установа. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Да, ви благодарам пред се на поканата што ме поканивте да бидам гостинка во вашата емисија. Ја користам приликата да ги поздравам сите гледачи кои што во моментот ја пратат емисијата на Телма амбуланта. Како се развива комуникацијата кај децата, односно како тие комуницираат пред да се појави говорот? Какви знаци користат, какви гласови, гестикулации? Да. Комуникацијата како една вештина, таа започнува многу рано. Можеме да кажеме уште во интраутериниот период кога плодот е во утробата на мајката, кога започнува онаа неурогенеза на самата мозочна структура, како се развива мозокот, кога доаѓа до усовршување и развој на мозочните хемисфери, како левата, така десната мозочна хемисфера. Тоа е еден период кога од тогаш почнува, треба да се започнат да се бараат корените на самата комуникација кај децата кои што треба да се развие. Многу е битно да го пратиме периодот на прелингвалниот период. Тоа е периодот пред да се појават оние првите зборови пред детето да почне, значи да зборува. Треба да пратиме, например, во вториот месец како детето реагира на надворешната средина, дали почнува да испушта некои поедини гласови, веќе во вториот месец се почнуваат оние првични гугања, оние првични брблјања со појава на првите гласови. Карактеристично е тоа што во вториот месец детето не може да направи разлика што е човечки глас, што е животински глас, меѓутоа понатаму како расте тоа ќе осознае веќе во петиот месец.
Како расте, како се усовршува, бројот на гласовите на малото дете се повише и повише се зголемува и се усовршува, така да во 5-тиот месец можеме веќе да очекуваме да се појави она удвостручување или да се појават 2 гласа истовремено, например од групата на позивни гласови, на вокали, може да се појават, па тука можеме да ги сретниме оние облици на гугање, на брблање уште во 5-тиот месец. Тоа треба убаво да се прати од страна на родителите. Родителите, веднаш да кажам дека тие се првата алка кои што тоа треба да го забележат и да го гледат и да го пратат развојот на своето дете. Значи, како тоа расте веќе во 6-тиот месец, тоа треба да биде подготвено, дали може да направи разлика, дали е некој глас пријатен глас, нели, како му се обраќаме, или може да направи разлика дали е тој непријатен глас. Тоа веќе во 6-тиот месец може да се очекува од страна на детето и родителите тоа треба да го забележат. Во 12-тиот месец, па може и порано, се очекува во таа преликвална фаза да се појави и првото зборче. Значи, како што ме прашавте, тоа е првото зборче, кај некои дечиња се појавува во 9-тиот месец, меѓутоа кај повеќето деца се појавува во 12-тиот месец, во 14-тиот месец. Со појавата на првиот збор веќе се навлегува во онаа лингвална фаза. Така тоа се нарекува стручно. Прв збор, лингвална фаза. Првиот збор ние сите го знаеме и тоа представува една голема радост која ќе се појави прво зборче од страна на малото дете. Тоа се забележува и се памти. Првото зборче, тоа всушност што значи? Тоа е еден процес на говорно изразување кај кој што доаѓа до удвостручување на 2 истоветни слогови. Например, слогот ма и ма се добива, нели, зборот мама. И детето е веќе подготвено, зрело, психофизички и мозочно изразено, мозокот е добро структурирано, поставен, физички е зрело и значи обеќава дека може да и треба да почне да се развива говорот, треба да почне да се развива јазикот и да се развива вербалната комуникација која што е сочинува и говорот и јазикот. Кога велиме детето да биде зрело, да биде подготвено, тоа е многу важно, треба да се прати дали има први запчиња, нели? Тоа е многу битно, да се појават првите заби, да се појави онаа првична моторика во самата уста или логомоториката на устната шуплина, да биде добро развиена, да почне детето да жвака па и тврда храна, нели, во тој период, да му се даде да жвака тврда корка, тврда бисквита, тоа многу делува на неговиот развој за понатаму да се развијат голем број не само на гласови, него да може да почне да проговори повеќе зборчиња, да му се јават. Вела дека многу важна живата комуникација во овој животен период, односно во раното детство. Што значи тоа жива комуникација? И исто така се става акцентот на средината во која што детето живее и се развива. Па какво е значењето на семејството, на пријателите, на градинката? Така. Живата комуникација ние обично го употребуваме денес, некако во последниве неколку години го употребуваме овој термин, дека со детето треба да се употребува и да се аплицира жива комуникација. Што тоа значи? Говорот како функција, он навистина ни е даден биолошки, како една основна потреба на човекот за да се комуницира. Меѓутоа, говорот сам по себе, како даден, не може да се развие како еден мисловен процес. Напротив, за да може едно мало дете да прозбори, мора да биде во интеракција со друго лице. Да биде во интеракција или со неговите родители, или со некое друго детенце, или кога го чуваат баба, дедо. Значи, треба детето да биде во друштво, во интеракција и да се појави тука една разговорливост, живата комуникација всушност значи едно зборување со малото дете. Не треба да се остави да се осамува, значи напротив треба секој пат да има живо лице до него за да може да му прави друштво и да си комуницираат.
Живата комуникација, тоа треба да се употребува секој ден. Значи, додека зборуваме за еден период кога детето е мало, кога расте, кога се развива, и треба на сите нас да ни премине како во навика кога чуваме, нели, мали дечиња. Значи, да му се зборува на детето и покрај тоа што тоа не може да возврати, така? Да, треба да му се зборува постојано, и самите родители, и мајката и таткото треба да си оделат време за да си се посветат на малото дете, значи да си вложат максимална енергија, максимална говорна енергија која што е потребно, значи со смирение, со трпеливост, со внимание, да му се посвети на детето, за да може на детето да му се отвори патот, за да може да полесно да прозбори. А каква е улогата на воспитувачките од градинките, на комуникацијата помеѓу децата во колективите? Така. Улогата на самата градинка е од безпрекорно значење. Значи, и ние во нашава работа, кога работиме со дечиња кои што имаат говорно-јазични проблеми, значи, оние дечиња кои што се помалку социјализирани, кои што се повлечени во својата комуникација, обавезно ги советуваме дека треба да посетат градинка. Зошто? Градинката е место каде што детето не е само, него тоа е место каде што има многу повеќе дечиња и таму може да дојдат до изржај, да дојдат на виделина сите негови социјални вештини, комуникативни вештини, јазични вештини, нели, да си се развива говорот во една правилна насока. Зошто? Затоа што во градинката детето, како што рековме, не е само, туку тоа гледа, нели, други дечиња, гледа како другите деца се однесуваат, како другото дете игра, како другото дете зборува, и тоа почнува да ги имитира. Значи, тоа е една способност многу важна, една виштина која што треба да се применува кај малите деца, значи имитација. Како прави другото дете, така треба да прави и тоа, нели, да имитира. Градинката е корисна не само за говорот. Градинката е корисна затоа што таму се градат кај децата и оние морални вредности кои што треба детево да си ги научи. Во градинката детето учи што е правдина, што е неправдина, нели? Учи што е лошо, што е добро, што е едноставно, што е сложено. Во градинката, всушност, таму најповеќе се развиваат овие комуникативни вештини. Комуникацијата тоа не е ништо друго, туку тоа е заедништво. Заедништво на заеднички начин да се дојди до некое решение, на заеднички начин да се оствари еден вербален контакт, за да може да се зголеми самата продуктивност преку разбирање. Значи, има разлика во комуникацијата кај децата, кои што одат во градинки, кои што не одат, така? Да. Секогаш ќе биде таа забележлива? Има премногу голема разлика. Ние дека како стручни лица, нели, кога работиме со деца, за говор, кога го развиваме говорот, кога работиме на патологија на говор, правиме разлика. И веднаш прашуваме дали детето оди во градинка или детето не оди во градинка. Па не само дали оди, него ние го пратиме и периодот кога е запишано или кога е отпочнано да оди во градинка. Бидејќи има многу разлика. Има дечиња кои што почнуваат во градинка многу рано, уште кога се во јасли. И таму во градинката оно си проодува, се учи на оние сите потребни социјални вештини и градинката си осеќа, си ја чувствува како втора дома, нели? Оно мисли дека е тоа таква природна средина, дека треба да биде во друштво со деца. За разлика дечиња кои што не одат во градинка или кои што покасно ги запишале во градинка, тоа се манифестира, нели, кај нив на еден поинаков начин. Како се манифестира? Значи, дете кое што не посетува градинка, тоа оној социјализиран говор не е доволно развиен. Значи, прво, основно, ако го прашаме како се вика, детето, нели, ќе се срамува, нема да може, оно си го знае името, не дека не го знае името, нели, меѓутоа, оној срамот не му дозволува да јавно и гласно да си го каже прво и основно своето име, нели, своето обележје. Главата ќе си ја наведне надолу и ќе молчи.
нема да знае убаво да си воспостави еден вербален контакт. Не само со деца, тоа намногу се загледува и кога е со некои возрастни непознати лица. Така, како се разликува комуникацијата на дете со деца од негова возраст, значи со врсниците, од онаа комуникација со возрастните лица? Па вака, децата како деца, тие ни се дадени дар од природата ни се дадени. Тоа се едни невини битија кои што треба да се благослови нивното постоење. Дете како дете, најмногу што сака детето, тоа е играта. Во играта целиот свет, целиот живот на самото дете му е дадено преку игра. Како што ние возрастните сакаме да одиме на работа, значи нашиот живот се сведува на работење, на комуникација. Кај малите деца целиот живот, целото време тие сака да го поминуваат во игра. И поточно во играта тие си разговараат и си комуницираат. Природата на детето е да истражува. Природата на детето е радозналост, љубопитност. И тоа најмногу може да се сретни во игра, кога си игра. Згоре на тоа, кога играта е и креативна, кога има уште многу повеќе играчки, кога има многу повеќе активности и самото јазично изразување е многу поголемо, поизразено и посовршено во таа игра кога малото дете ќе се вклучи. Така, комуникацијските вештини се подобруваат. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат со нивни прашања во програма. А како родителите да ги забележат знаците дека нивното дете има некаков проблем со комуникацијата и на кој начин да препознаат дали е тоа проблем или пак само едноставно на детето му треба повеќе време и простор за да се изрази? Така. Многу бројни истражувања покажуваат дека кога на малото дете ќе му се даваат дразби, природни стимулации од формата или од природата на визуелна стимулација, акустична стимулација, физичка стимулација на малото дете, кога ќе се стимулира вестибуларниот систем, тоа дете напредува, се разбира и биолошкиот фактор, тука има многу големо значење и наследниот фактор има значење. Меѓутоа, кога ќе се додават, кога ќе се дават вакви поттикнувања и вакви стимулации, секое детенце има надеж за да развие комуникација. Сега, таа комуникација не мора да оди толку до совршенство, бидејќи комуникацијата е еден процес кој што се учи секој ден. Па и ние возрастните, значи, учиме преку комуникација, преку дружење, преку читање, преку соработка. Значи, комуникацијата е таква една вештина која што бара многу труд, бара многу трпение и бара време и исто така бара учење. Учење. Сега, како да се забележи дете кога не комуницира? Тоа е пред се невербално дете, бидејќи комуникацијата е составена, ја сочинува и говорот и јазикот. Значи, тоа се мисли како средства за вербална комуникација и комуникацијата може да биде вербална, кога зборуваме за малите деца, а може да биде и невербална комуникација. Сега, оние кога се поголемите, кога ќе тргнат на училиште, нели, кога ги учат буквите, графемите, таму се јавува поинаква форма на комуникација, така наречена писмена комуникација, кога преку писмен пат тие си комуницираат. Сега, малото дете има потешкоти, тие се, значи, може да биде по природа невербално дете, кога не може невербално, значи не го разбира импресивниот говор, внатрешниот говор не може да го разбери, а со тоа, бидејќи не го разбира надворешниот говор, тоа не може да го совлада и надворешниот говор. Значи, го нема внатрешниот говор, кој што придонесува како предуслов за да се развие надворешниот говор. Тие се поврзани узајамно. Затоа што велиме, секое дете има право да го научи прво говорот, значи да го разбира, а има право и да го експресивно, вербално да се научи да зборува и да се внеси понатаму во комуникативниот акт.
Симптомите на едно дете кога не комуницира, кога не може да воспостави комуникација, тие се очигледни, се приметуваат првично од страна на родителите, се приметуваат од страна на домашните, нели? Се приметуваат и потоа мора да се дојде да се побара стручна помош, стручна логопедска евалуација, зошто тоа дете не зборува, прво не разбира, а потоа не може и да одговори на поставените прашања, нели? Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Само да го намалам гласот. Така, намалете го тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Ме интересира гостинката дали е логопед? Да, таа е мастер логопед и дефектолог. Донезе имам едно прашање. Така? Внуче имам, веќе одесен ќе оди на школа, на училиште. На школа. Така. Ќе трга, има 6 години више и некој месец ќе биде за на школа. Ама не може уште да ја вика буквата Р и Ш. Го носиме на логопед тука во Велес, ама нема никакво, не гледам подобрување. Така. Што може проблемот да е? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Обича, што е И проблемот? ме интересира уште нешто. Ајде. Уште едно подпрашање. Ало? Да, секако го очекуваме вашето подпрашање. Ме Поведете. интересира уште едно подпрашање до вас. Ме интересира, кога се носи детево на логопед, не треба ли лицето што го носи да биде присутно за да види што прават там, како работат, Така, за да дома можете во работат? домашни услови да продолжат со работа. Така, имате две интересни прашања. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Поверете. Да, обично вообичаени прашања. Ова што постави бабата прашање, тоа е од областа на говорната патологија на говор, каде што има отстапки во самата артикулација на гласовите, глас Р и глас Л. Првично гледано, веќе дете од 3 годинки треба да се очекува да има поголем број на гласови. Значи, 3 годишна возраст се очекува да има околу 18 гласа. Отстапки се прават на гласовите Р и на гласовите Л. Меѓутоа, како расте веќе во 4-та, па и во 5-та година, треба да се очекува и гласот Р да се појави и гласот Л да се појави. Тие се навистина тешки гласови за самите деца, меѓутоа, доколку детето е физиолошки здраво, ме праша бабава која може да биде причината. Има многу причини кои што детето не може да ги изговори овие гласови. Така да, една од причините може да биде потешкотија со слухот, со фонематскиот слух, дали детето правилно, точно го слуша гласот Р, гласот Л како звук, нели? Потоа друга причина може да биде поставеноста на самиот јазик како орган за артикулација, бидејќи јазикот ни е најважен орган за артикулација, тоа треба да се процени, да се види добра проценка, да се направи од страна на стручно лице на логопед, да се види дали има доволно раздвижена моторика, логомоторика на самите го органи за артикулација. Тоа се многу важни работи и има и други вака причини и треба да се работи со посредство на логопед стручно, да се работи за добивање на гласот Р и за добивање на гласот Л. Дали треба да биде присутен родител? Тоа зависи од природата на самото дете. Природата на детето обично е таква кога ќе биде родителот внатре во кабинетот, во логопедскиот кабинет, како што ние работиме, дете како дете, нели, тоа се разгалува и работите и да се лесни, детето ги преувеличува, нели, ги прави дека се тешки пред мајката, пред таткото, се жали дека не може тоа и едноставно не сака, бидејќи самите родители за детето не представуваат доволен авторитет. Меѓутоа, кога ќе се работи со стручно лице, индивидуално, само со посредство на логопед, тука малку доаѓа до израз авторитетот и детето, значи, се навикнува да работи индивидуално и да ги прати инструкциите кои што се даваат за да му се помогне. Така. Ова е книгата Моето дете проговори, која што ја издадовте пред непол месец. Намената е за родители
и за стручни лица? Да. Што можат родителите да добијат од овој прирачник? Да. Ова е мојата втора книга која што ја напишав. Многу родители може би ме препознаваат. Еве и првата книга Како да го поттикнеме детето на говор. Оваа втора книга доаѓа како продолжение нешто на првата книга. Значи, оние родители, семејства кои што ја имат првата книга, убаво е да ја имат и втората, затоа што изобилува со голем број на практични логопедски структурирани вежби. И наменета е пред се за децата кои што тешко прозборуваат, за децата кои што и прозборуваат, меѓутоа имаат неразбирлив говор. Така. Наменета е за децата кои што имаат потешкоти развојни и во говорот и во јазикот од полесен степен до потежок степен. Така има практични говорни вежби наменети за деца со потешкоти во говорот и јазикот. Да, има вежби за да може и родителот и сам во домашни услови да си помогне, нели се разбира читајки. Прво родителот ќе чита за да може тоа да му помогне на своето дете со помош на вежбите, за да може да му помогне за така, полесно можеме да си видиме навистина има практични совети кои што би можеле да им бидат од помош на родителите, можете и вие некој совет да издвоите кога станува збор за вежбите. Има доста корисни. Целата книга во суштина гледано, таа е така напишана книга, напишана е пред се од искуство. Ретко има вака, тоа е стручна книга и ретко има да се пред се од моето првенствено стручно искуствено работење. Значи тоа се што сум го работела до сега како стручно лице, како логопед, тоа го имам пренесено на хартија, напишано е од моето секојдневно работење во логопедските кабинети. Ја користам приликата да ги истакнам и моите рецензенти, ако ми дозволите. Значи тоа е професорка доктор Катерина Ставрич, таа ми беше една од првите рецензенти, моја многу драга пријателка Спасенија Чакаловски, која што е од клиниката на ОРЛ, таа е добра пријателка, исто таа ми беше рецензент, и моја драга колешка мастер логопед Мирна Зелич, која што живее и работи во Белград, и она си има свој приватен кабинет терапика, кој што работи таа истовремено и логопед, меѓутоа семеен логопедски психотерапевт кој што работи и опфаќа и со деца, но работи и со семејства. Така да тие ми се мои многу драги рецензенти кои што им благодарам, ја користам приликата вака јавно да им се заблагодарам. Големен е бројот на деца кои што имаат проблеми со говорот, проблеми со комуникацијата, и затоа и овие емисии се навистина корисни за родителите, а секако ќе биде и оваа практична книга. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на оваа емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.